Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојавте во уште едно издание на Јаде Бурек на ТВ Сонце. Имено, чувствуваме некако дека работите полека олабавуваат што се однесува до стегите за полицискиот час и остани дома, кое полека чувствуваме дека зема свој данок. Еден дел од тој данок е во нашите екстра килограми. Бисера Тренковска е вечерва гостин во емисијата. Бисера, добро вечер, добре дојде. Добре ве најдови, благодарам на поканата. Бисера од Доктор Робинсон Health Club ќе ни помогне малку да ги разјасниме оние работи кои се однесуваат до исхраната, со исхраната. Бисера, јасно ти е што се случува овие 2 месеца. Луѓето изнакупува што се вика најбазична и претежно на јаглени хидрати храна, која веќе од првите почетни што било убаво, замесивме ова, направивме она, веќе почнуваат да ги чувствуваат своите првите последици, да не речам од естетски дека веќе фармерките и тесните сукњи не ги собираат, но веќе и малку покачен триглицериди, холестерол, притисок и така натаму и така натаму. Данокот го зема. Ја направив мала анкета, морам да ти признам, направив мала анкета, нешто ти предочив. Анкетата беше колку за мои потреби, значи не е некоја, да речам, професионална, колку килограми качевте за време на локдаунов што го имавме периодов од 1 до 3, од 3 до 7 и преку 7 килограми. Секако најмногу очекував дека од 1 до 3, но поразително е дека од 3 до 5 и од 3 до 7 и од 7 плюс нагоре имаше навистина скоро 50%. Огромен број на луѓе едноставно заради целава оваа ситуација на социјално дистанцирање качија килограми. Едно твое видување во врска со исхраната што имавме изминатиот период, па што можеме да очекуваме како последица на сето? Можам да кажам дека од досегашното работно искуство кое го имам, луѓето најчесто се жалаа на проблем дека немаат доволно време да се посветат на самите себе, немаат доволно време за физичка активност, немаат доволно време за да си направат здрава храна. И сега дојдовме во една ситуација која може нормално невообичаена и тешка за сите, но ни го даде токму тоа време каде што имаме можност да се посветиме сами на себе. Значи, ги нема тие толку социјални дружења, одење по кафани, ресторани, тие свадби, прослави, да речам деловни состаноци, одење бизнис патувања или приватни патувања во странство кои може да го рушат онај животен ритам или да не спречат да внимаваме што јадиме, како се исхрануваме. Исто така и да не спречат да имаме одредена физичка активност, бидејќи живееме во брзо, модерно време, каде што луѓето најголем дел од своето време го поминуваат на работа и она малку слободно време што го имаме, сме во принцип социјален народ кој сака да излегува, а често луѓето имаат деца па кој ги носе на англиски, кој на некој спорт или слично и во принцип има еден голем недостаток на слободно време кое би си го посветиле сами на себе. Сега дојдовме во ситуација каде што имаме доволно време да се посветиме сами на себе. Добра поинта. Сите седиме дома, значи имаме време да сготвиме. Можда сега тука е изговорот па дека не работат теретаните, баш сега планиравме сите да одиме да вежбаме или слично. Па немаме тука физичка активност од аспект дека не смееме да излегуваме надвор, не можеме да пешачиме, да возиме точак или слично. Мое видување на сето тоа е дека луѓето, ние по природа секогаш во принцип најдуваме само изговори. Значи, ако порано го немавме времето, сега го имаме времето во изобилство и покажува дека уствари резултат немаме никаков. Може е вистина дека немаме теретани, фитнес клубови, може не можеме да излеземе надвор, но гледам дека сите доста се потрудија да направат некои онлайн тренинзи кои можат да се пратат преку социјалните мрежи. Сега комодно може да отворите на YouTube и да најдете голем број на видеа во кои може да вежбате, било дали сакате некои тешки вежби, било дали на некој му одговара јога, некои полесни физички активности. Имате доволно време да сготвите здраво јадење дома, да се посветите сами на себе. Мислам дека
сега малку се искористи сето во една негативна конотација, во јадење на нездрава храна, јадење на изобилство храна, лежење по дома, слам чест на исклучоците. Така да резултатот е Многу ти е очигледен. добра поентава, многу добра поента, нели? Навистина мене ми помина од радар таа одлична поента направи дека нели стално се жалевме, не можеме здраво да се храниме, немаме време, па што ќе најдеме, особено нели пауза за ручек, па бурек си купил, геврек си купил, тесто си купил и така натаму, а што друго да јадам? Еве сега кој имаме време, повторно истото се случува. Но зошто е тоа така? Не би требало, ова е реторичко прашање, не си ти, иако си магистер и научник, сепак си во фармација има завршено, но нутриционизмов го докторираше и тоа како во неколкуте наназад интервјуа и твоето искуство што го имаш. Значи, имаме една ситуација каде што веќе треба најверојатно тим на психијатри, невропсихијатри и психолози да го разгледуваат ова. Дали треба, ја веќе исто не ми е јасно, дали треба веќе нутриционист да ме советува или треба да ме третираат како психички случај, бидејќи сите оправданија да се хранам нездраво ги имам. И јас ја качев таа килажа, иако имам од сабајле време да се качам на велосипед и сето тоа, едноставно седењето пред телевизор е просто неверојатна работа како те тера. Нема ништо не земав едно чипче, земав една грицка, но тоа го правиш 30 пати, па стално си имаш у глава, не јадев многу и на крај тоа у калориски се качува страшно. Значи, ја можам, бидејќи не правиме само интервју, туку и разговор, да констатирам дека луѓево се зависници. Многумина од нив што разговарав, бисера, они велат стресот што го предизвика и стравот што ни го предизвика, едноставно прво на што те влече, нели да земеш некоја субстанца. Бидејќи си дома, алкохол и јапчиња некако не иде и се врти на нешто што ќе го наполни желудникот и ќе даде лажно чувство на смирение. Многу луѓе качиле килограми мислејќи дека си го купуваат мирот на таков начин. Дали се согласуваш ти со ова? Беше добро прашање дека поради стресот луѓето постигнуваат по храната. Со оглед на конкретната ситуација, јас би го поставила прашањето поинаку. Дали не ги прави стресни тоа што уствари го јадат, му ја попречува онаа здравствена состојба од која во моментов се под стрес или се плашат. Малку е дискутабилно начинот на кој луѓето ја гледаат храната и мислам дека малку повеќе треба да се насочиме на тоа што е уствари храната и зошто ни е нас потребна, настрана од фокусирање на, да речам, конкретни диети или слично. Луѓето во принцип на денешно време ние не јадеме на начин дека внесуваме нешто, значи што ни треба на самиот организам за нормално функционирање, него повеќе јадеме за да да речам, го усреќиме мозокот или погледот. Секогаш тргаме од она што е најчоколадно, она што најдобро изгледа, она што е во најголема можна порција, а никогаш луѓето не тргаат тоа, дали тоа уствари што го внесуваат има некакви хранливи вредности, на некој начин му помага на организмот да здраво и реално функционира и да ги обавува нормалните метаболитички процеси кои ги има во организмот. Но луѓето се раководат на вкусот. Вкусно ми е, убаво ми е. И толку завршува. Мислам си го приметила ти тоа кај луѓето. Као и они имаат свест, ама 99% бираат по вкус. А вкусот, многу шекер, многу сол, е привлечен кај, бидејќи и шекерот и вкус и солта создаваат еден вид на зависност. Мислам дека сепак малце кога со луѓе кои сме работеле, кои доаѓале за режим на исхрана, мислам дека со тек на време, кога првично нели е
тој момент е сега не смеам ништо да јадам, ќе јадам само треви, зеленчуци или се, но кога ќе се стават на некој одреден режим на исхрана, некако полека почнуваат да ги уживаат на некој начин и зеленчукот и овошјето, да наоѓаат рецепти како да си ги направат поинтересни, повкусни, да ги зготват и уствари доаѓаме до еден момент кај што тие уствари викаат јас стварно почнав да уживам во јадење на овој зеленчук што досега му било јас нема да јадам трева или слично, значи навиките кај нас најмногу се она што го ја прави оваа слика која имаме денес со гојазноста посебна. Мислам дека најтешко горе-долу најтешко нешто е да се сменат оние навики, она што сме навикнати. Се е возможно и треба да се смени над навиките и перцепцијата на работите, посебно да го правиме тоа кај децата од мали нозе, бидејќи веќе денес се појавуваат голем број на деца кои веќе од мали нозе имаат прекумерна килажа, затоа што и родителите и околината, средината веќе се навикнати да јадат нездрава храна, да јадат изобилство на сендвичи, пици, секакви видови на грицки, кои не му носат ништо добро. Значи, ако од мали ја створат таа навика, со тек на време, значи, тие луѓе живеат со тоа. Интересно е што често луѓе, не знам дали свесно или несвесно се залажуваат. Прво, храната не ја набавуваме на пазари, ја набавуваме од маркети. Но и маркетите се денеска утраснабдени со свежи продукти. Значи, тука нема исклучок. Но кога се однесува до супа, кога се однесува до нешто благо, тоа е процесирана храна со многу шеќер, тоа се кеси. Луѓе уште мислат дека ете супа му направив на детето, а ја користат она во кесички, која супа содржи такви тешки хемикали кои никогаш никаде во ништо никој не би ги конзумирал. И луѓето мислат дека знаат, ама им одговара да се прават. Поедноставно му е, Поедноставно му е, нели? Оти супата за 5 минути ќе ја прави, одошто да стаи крилце едно или батаче, копанче, па да стаи макдоносче целе, па да го повари тоа пола сати, да направи една здрава и убава супа. Немам време, уморна сум, работа и така натаму. Еве, сега имавме време. Што се праеше? Се месеше леп, се правеа теста, се правеа тристара, кифлици и така натаму. Особено заради социјалните мрежи, постојано го гледав тоа. Па уште и се фалат, Ама веќе престана фалењето, бисера. Престана фалењето и почна кукањето. Затопли времето, облекоа тесни сукњи, облекоа тесни панталони, стана уште претесни. Сега веќе проблем. Но проблемот не е само естетски. Што значи качување на тежина? Зимно време обично и се качува тежина, разбирам. Но веќе сме април и мај месец кога треба да сме максимално активни. И не се пази на тоа. Што значи за еден организам кој генерално има луѓе кои не качуваат тежина, имаат една стабилна, има голема популација во тоа, не варираат скоро воопшто во своите килограми. Што значи кога поголемиот дел од луѓето веќе во овие активни месеци кога се раздвижува, качуваат 1 до 3, 5 до 7, 7 плюс килограми и така натаму и така натаму. Дали имаш некои сознание како делува тоа врз организмот? Луѓето уште не ги чувствуваат, мислам, последиците, освен естетските. Во принцип, телото е една совршена креација која уште е направена на тој начин да е склона да таложи материи. Таложењето материи во минатото било благослов од аспект на тоа што луѓето во секој период на времето немале достап до секојаква храна, имало периоди на изгладнување каде што имало малку храна, немало воопшто храна и голем дел од луѓето, односно оние кои имале можност повеќе да складираат, биле оние кои повеќе обстојувале, биле поздрави и посилни. Ако на времето тоа било благослов, сега на некој начин можам да речам дека е казна, бидејќи во оваа ситуација каде што имаме изобилство на храна, изобилство на избор, кај тие луѓе го имаме најголемиот проблем и тие се оние луѓе што викаме нели има разлика меѓу луѓе кои во принцип јадат поголема количина на храна, ама не се дебелеат, дел е заради тој генетски шифт кој го имаат,
25% според некои статистики и истражувања се смета дека 25% од населението е население кое генетски има соодветни гени, тоа се преку 400 различни гени, кои укажуваат на тоа дека имаат тие помала склоност да таложат материи во организмот и со тоа помала е веројатноста и кога малку прекумерно јадат да се поправат. Од друга страна, се смета дека 70 до 80% е она друго население кое има поголема веројатност да се поправи. Сега, зголемувањето на тежината и то како има здравствени негативни ефекти, значи, прво се кардиоваскуларните заболувања. Знаеме дека се број 1 смртност на денешно време се токму кардиоваскуларните заболувања. Вишокот на шеќер кој се јавува во крвта, вишокот на холестеролот, прекумерната исхрана. Тука често доаѓа и проблеми со спиењето, доаѓа до апнеа, кај луѓе кои јадат премногу одреден тип на храна, доаѓаат до ситуации како гихт или одредени други заболувања. Се појави тој нов модерен тренд на интолеранција на храна кој го имаме, така да широк е спектарот на негативни влијанија која има прекумерната килажа. Исто и врз самиот имун систем, бидејќи кога имаме прекумерна килажа, имаме намален метаболизам, зголемена концентрација на масти во организмот, имаме намален транспорт на материи. Со сето тоа се намалува и имуноспособноста на организмот. Имаме намалено лачење на Т-лимфоцити, клетките убици на имуниот систем и сето си оди едно по друго. Ова би било многу интересно. Можеш ли малце по-широко да го елаборираш зависноста, корелацијата помеѓу здебелувањето, обесити, нели? И имуниот систем, бидејќи како што знаеме во оваа ситуација единствен лек во борбава со коронава ни е имуниот систем наш. Па сега, нели, исхраната и имуниот систем. Дали имаш некои сознанија околу оваа релација? Во поглед на исхраната, нели сите знаеме дека треба здраво да се храниме, знаеме дека е здраво колку повеќе да се храниме со природна храна, да јадиме изобилство на зеленчук. Изобилство на овошје не би рекла, бидејќи овошјето сепак е меч со две острици, бидејќи има големи количини на шеќер. Треба да ја јадиме нормално месо, млечни производи, но сето она што го јадиме треба да биде апсолутно умерено. Ако викаме да биде умерено, зашто преголема концентрација од одреден тип на храна, било дали е месо, било дали е млеч, ако претераме со јадење на млечни производи, а ние на денешно време практично секој ден јадеме минимум барем еден тип на млечен производ. Значи тука имаме сирење, имаме кашкавал, имаме млеко, имаме и јогурт, имаме урда. На денешно време сите барем еднаш дневно конзумираат некаков млечен производ. Често се јавува проблем со холестерол, триглицериди, значи апсолутно сирењето е доста калорично, доста мрсно. Да. Што се случува од друга страна, дневно се јади во принцип голема количина на леп, било дали е тоа во форма на геврек, пица, сендвич, тестенини, значи тоа е истото. Едноставно скроп. Исто се јади голема количина на скроп. Исто вишокот на скроп во организмот се таложи како масти. Значи тука повторно јавуваме високо ниво на холестерол, високо ниво на триглицериди. Луѓето имаме и навика и постојано да грицкаме, значи што е исклучително лошо за панкреасот, бидејќи тој константно ни лачи ензими за обработка на храната која ја внесуваме во организмот. Ако луѓето знаат цел ден да не јадат ништо, ама во бирото на работа имаат такви грицки константно по цело време да грицкаме нешто. Значи, она грицкање всушност го стимулира панкреасот целосно, цело време да лачи ензими, со што со одреден тек на време панкреасот се уморува. Друга страна, освен со внесувањето на големи количини на брашно и сладки производи, значи ако порано дневниот внес на шеќер бил од 5 до 10 грама, денеска е минимум 65 грама на ден,
што е исклучително голема разлика и од која е разликата од она што било порано. Сега се соочуваме со едно големи статистички бројки на луѓе кои се заболени од дијабет. Панкреасот мора да работи како турбомашина. 1 спрема на 11 луѓе, еден има дијабет на светско ниво, што е релативно висока бројка и тоа се статистички податоци кои беа од 2016 година. Сега верувам дека... Ајде да се вратиме на моето прашање. Значи, релацијата помеѓу нездравата исхрана и имунитетот. Токму кон тоа одев. Извини. Мислев дека... Не, токму кон тоа одев. Сакав да кажам, знаеме дека ако панкреасот не работи добро, ги немаме доволно сите ензими за метаболитичките процеси кои се одвиваат во самиот организам. Кога во организмот, од друга страна, рековме холестерол, триглицериди, ќе се наталожат голема количина на масни наслаги, дел од тие масни наслаги во нив знаат и да влезат имуните клетки да заглават, со што се намалува самиот имун систем на самиот организам. Ова е нешто ново. Да, те молам, повели. Со типот на нездравата храна е многу битно, бидејќи го зборуваме еве конкретно за брашното, го кажавме. Добро. Што добиваме кога го јадиме брашното? Значи брашното е добиено на рафинирано брашно, избелено брашно, во кое се уништени сите нутритивни вредности кои тоа ги има. Имаме скроп кој станува чист шекер во секој. Да, тоа ако го тргнеме на страна, во принцип брашното е лепак. Лепак кој во крвните стадови всушност баш како лепило знае да ги врзи материите. Тука доаѓаме до ситуација каде што имаме запушени крвни стадови, запушени вени, намалена циркулација на крвта, ред други болести произлегуваат од тука. И не само тоа, ако порано брашното се сушело во долг временски период, сега го сушат тоа на хемиски начин со различни хемиски супстанци. Една од хемиските супстанци која најчесто се користи за сушење на брашното се вика токму алоксан, кој всушност се смета дека во брашното го има во такви мали количини и е дозволено и од FDA и од Светска здравствена организација. Иначе во принцип алоксанот е токсична компонента која има научни истражувања дека директно влијае на бета клетките на панкреасот и дека го уништува. Вау. Со прекумерната исхрана и нездравата исхрана што друго му правиме на имунитетот. Значи ние константно во текот на цел ден јадиме. Многу малце време наоѓаме да му дадеме на организмот на некој начин да се испости или да се одмори од храната. Многу е битно да имаме еден интервал од 6 до 8 сати во кој организмот ќе јади и другите сати да се сати кога тој ќе одмара. На тој начин со своето одмарање има можност... Збориме за спиење време, бидејќи нели 24 часа, 8 часа спијам, 8 часа да јадам и 8 часа... Статистички времето вика дека во принцип луѓето сега најчесто легнуваат доцна навечер кај 1, стануваат кај 6, а грицкаат до 12 вечер. Значи тоа е голем интервал во кој константно се јади и константно метаболизмот работи, нема време ни цревата соодветно да се исчистат. Ако не може цревата соодветно да се исчистат, рачунајте дека сите токсини, цела енергија телото ја троши конкретно само да се изметаболизира цела таа храна, да се исчистат оние токсини кои... Затоа е она јадеш, а уморен си? Апсолутно да, и зависи од типот на храната, ама ние константно јадиме. Генерално не мора, мислам, да се пазиш, нема никој да те не си пред комисија да ти замери. Да. Значи генерално е тоа. Колку јадеш ти онаа храна што мислиш ќе ти даде енергија, кока-кола, чоколадце и така натаму со сите оние придружни елементи, се помалце енергија имаш. А луѓе обично што велат кога ќе се стават на режим, кога ќе ги ставите на режим, вика колку јадам по-зелена храна и по-овакво, толку сум повитален, повеќе енергија. Колку помалку процесирана храна внесуваме, толку сме поенергични, повитални.
И зависи од типот на... Со саатите ми е. Дали е она од оброк до оброк 4 сати или да се остави 8 до 16 сати? Што е по тебе по-добро? По мене најдобро е да се направи еден биланс измеѓу двете работи. Ако кажам биланс измеѓу двете работи, најдобро е да имаме интервал во кој ќе јадиме. Значи, било дали се на 2, 3, на 4 сати, онака како луѓето ќе можат да си го балансираат тоа време. Например, ако сме активни, да кажам, од 9 наутро, да се јаде до 8, во тој размак да се има 3 до 4 оброци. И другото време да гледаме да не јадиме никаква храна, за да му дадеме простор на организмот да се одмори. Сега луѓето викаат, па не јадам ништо после 8, тоа е како умерена храна, не е ништо во ред. Еве, вие си доаѓате од работа, не спијајте, еве да кажам, една недела, не мора многу секој ден да работите умерено. Значи, факт е дека не може да издржите. На метаболизм, знаете како кога константно внесуваме храна, целата енергија организмот ја троши за да ја ствари храната, за да ја isprocesира, да ја isфрли, да ги исчисти оние, зашто и со самото варење на храната во организмот се слободуваат соодветни токсини, кои тој е направен на тој начин да тие токсини нели ги сврли. Ако константно внесуваме храна, целата енергија се троши на метаболитичките процеси, не можеме целосно да ги отстраниме сите токсини. Ако почнат токсините да се таложат во организмот, тука значи дека веќе и на тој начин имаме проблем со имунолошкиот систем. Не, ворете тоа, значи затоа во суштина тој одмор и тој сон не чувствува често пати многумина од нас. Ја лично од искуство секогаш почнувам затоа што сум ја просто архетип како нели лабораториско глувче, прасе да речеме, шега на страна, малку карикирам, нормално, сепак е јади бурек во смисловна, не во буквална смисла, во преносна, не во буквална смисла. Што со те, навистина често пати сум се, мислам, се чувствувам уморен, се осеќам некои симптоми, викам ќе се разболам, отидов. И ако се наспијам вечерта, значи и тоа е еден добар сон, па сабајлето, што се вика, не продолжам со храна, уште го оставам организмот да ми доизработи и така натаму, само со чаша вода и така натаму, навистина ми се враќа голем брз на енергија. Но се чувствувам и поздраво. Дали е тоа лажно чувство или навистина имуниот систем, бидејќи кажа една реченица која најверојатно ќе морам да ја издвојам како еден посебен видео гиф, дека самото брашно, самиот скроп е како лепак кој ги лепи овие, како ги рече, бета клетки? Не, тоа беше за локсанот. Кажав дека брашното е... Не, брашното. Дека самото брашно во крвта ги имуните клетки ги загушува таа храна и така натаму и така натаму. Бисера, многу ми е важно, значи, уште еднаш да го повториме тоа, се извинувам што понекогаш и треба да се повторуваат работите. Значи, на колку часа јадење и релацијата помеѓу, повторно релацијата помеѓу имунитетот и исхраната и начинот на исхраната. Значи, овде збориме начинот на исхраната, нешто, ние што се јаде допрва ќе го збориме. Значи, ти збориш за еден ритам, за еден синхронизиран начин, што е можно повеќе, како да се храниме. Значи, толку јадеме, толку не јадеме, толку одмараме. Те молам уште еднаш за тоа. Според начинот на исхраната, мое конкретно мислење и оно што досега го покажува науката и сите научни истражувања, дека треба да се јаде на одредено време, 2, 3 до 4 часа, последниот оброк да се заврши негде најдоцна до 8 часот, бидејќи самиот организам си го спорува метаболизмот после 7 часот. Тоа е програма, нели, тој се спрема за одмарање и за спијање. После 19 часот. 19 часот. Добро. Независно колку ние со овој животен стил не кореспондираме со тоа време.
и да имаме одреден период каде што во телото нема да се внесува апсолутно никаква храна. Јадеме на 3 до 4 часа заради моментот кој го објаснувавме со панкреасот, дека не треба да го цело време да работи, да го изложуваме константно на храна. Добро. А имаме период на одмор во кој не се внесува храна, не само заради метаболизмот и можноста организмот да се одмори. Има еден процес аутофагија, сега во скоро 2016-2018 година се доби и Нобелова награда заради конкретно до објаснување на тој процес кој е познат долго време. Аутофагија во принцип доаѓа од грчкиот збор ауто и фагија, што значи сам и јаде. Тоа е процес каде кога во организмот не внесуваме храна, тој е склон да ја користи онаа храна, оние резерви кои се наталожени, а знаеме дека наталожените резерви не се добри. Значи почнува со гликогенот, односно шеќерот. Многу широко објаснуваш. Не можам да следам. Можеби имаш чувство дека и ја ти благодарам дека пред некои академски професори разговараш и веднаш они знаат. Што значи аутофагија, ако малце поедноставно сакаш да ми објасниш, па иди ти во стручното твое. Сам себе јаде. Во принцип значи, тоа не значи дека организмот сам себе се јаде, зашто не внесуваме ние храна и тоа е лош процес, него значи дека организмот во таа фаза каде што ние не јадеме, ги јаде оние резерви кои ние сме ги наталожиле во вид на масти и во вид на шеќери, што на организмот не му се од полза. Тоа е еден одбранбен механизам на организмот на кој си помага на еден начин сам себе. Па тоа е слабењето. Токму така, стручно, од медицинско поле, автофагијата не само што има удел во тоа слабењето, него има удел и здравствен, бидејќи на тој начин организмот ги уништува и оние абнормални клетки кои ги се создаваат во организмот. Тоа се канцер клетките, вирусите, бактериите кои во принцип се штетни за самиот организам. Значи, настрана од она вишокот шеќер и мастите, тука е онај имун момент каде што се уништуваат вирусите, се уништуваат бактериите и сите абнормални клетки кои се создаваат во органите. Абнормална клетка значи дека нешто во организмот не е во ред. А таа најлесно во масните клетки, во масните наслаги се крие и таму се складира. Затоа што знам кога слабе ме советува внимавај, на моменти можеш да почувствуваш затоа што кога се трошат масните наслаги искачаат и токсини и така натаму, на момент можеш да почувствуваш и мачнина и гадење, чувство како да имаш грип и така натаму и така натаму. Тоа е затоа што се детоксифицира телото и тие токсини се влегуваат во системот пред самото исфрлање. Многу е битен црниот дроб. Црниот дроб е орган кај што најмногу се таложат масните наслаги и вишокот на шеќер во форма на масти. Ако ние го оптеретиме со многу масти и многу шеќери, го замастуваме. Ако имаме замастен црен дроб, тој не може добро да ја филтрира крвта. Ако немаме добра филтрација на крвта, значи ние немаме чиста крв, прво немаме доволно добар доток на кислород. Цело време се чувствуваме изморени, ни се спие, немаме волја, немаме енергија да правиме ништо. Се појавуваат чести главоболки кои го спречуваат практично човекот нормално да функционира. Ако не се чисти крвта, сите токсини остануваат во организмот. Ако остануваат во организмот, тоа потоа резултира со еден, друг или трет тип на различно заболување, кај кого што е послабо и каде ќе удрие. Прашањето е само прашање на време. Луѓето се навикнати дека живеат со тој стил на живот 2, 3, 5, 10 години и мислат дека организмот е машина и дека тоа темпо и таа сила која има може константно да ја издржи, но реалноста не е таква, значи тој стил на живот... До првиот инсулин или до првиот стент, после се свестуваме. Повели? Потоа телото крахира и сега приказната е што после. Наместо, видете, телото уште од пред време дава голем број на знаци каде е оној проблем што се случува и дава можност човекот да го реши тој проблем пред да дојде некоја посериозно заболување кое практично после треба да си го носиме цел живот. Зашто знаеме што значи диабетичар, например, на терапија на инсулин. Сакале, не ќеле, после вие мора да јадите на 3 до 4 часа, зашто мора да се боцните. Луѓе што имаат стент, проблеми со срце, долгорочна антикоагулантна терапија, внимавање на типот на исхрана, не сме да се јаде ова, не сме да се јаде она. Значи, кога може тоа да го направиме сами во рамките на
на еден здрав организам, да јадиме здрава храна. И јадењето на здрава храна луѓето често го сваќаат малку погрешно или па сега јас не смеам ништо да јадам, не смеам да си дозволам торта, не смеам. Апсолутно не. Може да ме видите и мене да јадам сендвичи, мене да ме видите да јадам торта Бисера, имаш изворена фигура, млада девојка си. Дали ти не пазиш на твојата исхрана? Јас пазам на мојата исхрана од неколку аспекти. Прво се придржувам на тоа јадење неколку оброци на 3 до 4 часа дневно. Значи, вака, ќе те добијат. Значи, нема она од Господ си даден таков и таков ќе бидеш. Не веруваш ти во такво нешто? Или веруваш дека некој може да прави шо сака и така натаму? И луѓето обично се фаќаат. Не, јас сум таков. Јас сум дебел. Тој е слаб, ама тој е таков, му е генот и тоа е така. Ама ја не верувам во тоа. Ја не верувам дека добриот или лошиот изглед не може да е во релација со тоа како се храниш. Ја не знам човек што изгледа добро, а да не внимава. Кога тогаш, ако не внимава, кога тогаш ќе му се покаже што на тело, што на здравје. Дали сметаш, дали е ова точно? Дали ти, бидејќи ти стварно си еве и за пример, ова што го збориш, држи муабетов, но дали ти исто така го чувствуваш дека ако не пазиш, качуваш килограми, а ако пазиш, се чувствуваш подобро и ја имаш линијата, фигурата која имаш. Апсолутно си во право, значи нема човек што може да јаде се и да не качи килограми или човек што не јаде ништо и качува килограми и сега таков сум не може тоа да се симне. Апсолутно не е точно. Има голем удел на тоа дека генетиката има голема улога врз тоа. Ама има улога врз тоа дали вие ќе можете да изгубите, да речам, 5 или 6 килограми за месец дена или ќе изгубите 8 килограми за месец дена. Значи, разликата е дали вашиот третман за слабење и режим на здрава исхрана ќе трае месец и 15 дена или кај некој ќе трае месец и 25 дена. Значи, тоа е едноставно, инаку дека има луѓе што не внимаваат апсолутно на исхраната и изгледаат. Значи има луѓе. Ја те следев на Инстаграм, ги следам твоите профили, ќе те заследат уште многумина и ти често пати постираш она што најмногу ме нервира, постираш храна. Не кај тебе, кај сите, постираат храна. Но постираш ти храна, на пример, еве од јаготки си направив десерт и така натаму. И тој десерт е, знам те читам и така натаму, тој е еден десерт. Си направила јаготки, си ставила нешто и така натаму и тој ти е во денот толку. Нема 10, 5 или после во денот толку. Ама важно си направила нешто здраво, нешто вкусно и така натаму. И сега, дури да не те познавам, гледам дека внимаваш што јаде. И после човек ќе се праша, па чекај, цел Холивуд го гледаме, се восхитуваме, ама една Мадона има дури на своите сега преку 60 години, има режим барем 6 часа на дене во теретана. Па сега излечи заклучок, така, не е само туку бара тој ментален напор. Луѓето паѓаат на ментално, значи многумина мислам дека инстинктивно знаат што е добро за нив. Знаат дека свежата салата, знаат дека премногу алкохол, премногу јаглени хидрати им штети, ама едноставно ментално се паѓа. Може да почне ден, два, три и ќе попушти тоа. Леле, гладен сум, морам да земам. Знаеш, секогаш го барам тој проблем како да се надмине онаа хистерија која те тера да му направиш 360 клика у денот на фрижидер. Колку прегледи има фрижидерот денеска твој? И ме разбираш. После сакам да те вратам пак на аутофагијата. Како да дојдеме, па да почнеме со таа аутофагија. Како да почнеме да го тераме организмот да ги јаде нашите наслаги, да почнеме да слабееме на најздрав можен начин. Не со изгладнување. Ќе се надоврзам прво на претходното. Значи, она што јас го јадам, не значи дека вие мене не може да ме видите во седмица каде што јадам јас бургер. Приказната е дека ќе ми видите еднаш на 6 месеци и приказната е дека јас не можам да изедам ни една третина од тој бургер, зашто сум навикната да јадам мала количина на храна и тука се тие навики. Луѓето сега ќе речеме изготвуваме режим на исхрана.
прво ги фаќа одреден страф дека треба да се откажат од јадење на било каков тип на храна, дека е тоа нешто страшно, дека е тоа некој фашистички режим каде тие доживотно не смеат после да каснат парче торта или парче пица или слично. Значи, апсолутно не е така. Значи, секоја храна е тука за да се јаде. Моментот е количината на храна, кога се јаде, и да не може сега да кажеме дека е добро да јадеме секој ден торта, ама не значи дека нас едно парче торта во неделата е тоа парче торта што нас не довело до 10 килограми плюс. Може да биде денеска парче торта, утре еден хамбургер, утре половина пица. Тоа да е тоа што не донесло до 10 килограми плюс. Ама јадење на, не знам, сте излегле сабота вечер и јадите пица парче или две, за тие пица парче или две во текот на цела недела, каде што сте јаделе сготвена храна, здрава храна, салати, овошја, дека токму тоа е што вас ќе ве поправи. Апсолутно не. И начинот на исхраната и режимите треба да се направат на тој начин да се многу поблиску до животниот стил на луѓето, до она што тие сакаат да јадат, до нивните дневни обврски, за да му се поедноставни, да не дојде до тој момент на демотивација. Затоа сме ние, тука како стручни лица, да ги упатиме на кој начин тоа да го направат, кој е идеалниот начин за нив, да видиме и крвната слика, бидејќи не секоја храна соодветно кореспондира за секој човек, да го видиме и базалниот метаболизам тука, бидејќи имаме луѓе кои имаат базален метаболизам, трошат 2000 килокалории на дневно ниво базално, други трошат 1200 и заедно да јадат 1500, едниот ќе качува килограми, другиот ќе спушта. Значи треба да се има еден индивидуален пристап. Барем а сега. тоа вие тоа го правите? Мислам во вашиот доктор Робинсон Хелт Клуб. Апсолутно се советуваме и е многу битно да имате. Значи нема универзално за секого посебно мора да се изработи. Секој организам си е индивидуален, секој организам прво има различни генетски предиспозиции. Сме имале девојка на 16 години која беше спортистка, одбојкарка, и која генетски имаше наследен метаболизам многу спор од нејзината мајка, можам да кажам дека спушташе килограми многу потешко за разлика од баба на 70. Спортист. Да, за разлика од баба на 77 години која беше дојдена да губиме килограми бидејќи требаше да оди на операција за колк. Значи автоматски физички неактивна. Зборуваме за повозрасна жена која со текот на времето нели се спорува самиот метаболизам. Слабењето и губењето на килограми беше успешно и кај двете. Разликата беше во тоа што девојчето независно на физичката активност и независно на тоа што е млада, да речам и кај двете имавме некој резултат од 6 килограми за месец дена, што релативно за девојче од 16 години. Овде има секој кој, па и јас го имав ова. Ова е една книшка со упатство на употреба во која и се воведуваат нели оние основни параметри за начин на јадење, што за јадење и така натаму, објаснување за протеинската диета, која неколку пати Бисера овде кај имаме елаборирано дека е најбрзиот, наједноставниот и најздравиот начин. Значи, намалуваме внес на јагнени хидрати, намалуваме внес на масти и се фокусираме на протеините кои даваат па чувство на ситост, она најстрашното да не чувствуваш глад и како иде овој процес? Има повеќе фази. Ова не е само, нели, храната ја рекламираме и така натаму. Не е во суштина храната поентата. Поентата е токму овие фази за кои ти говориш, овдека во целиот процес. Дали добро сум разбрал? Поентата е во самите фази. Поентата е во тоа кое што луѓето ќе дојдат кај нас, гледаме кај секој човек прави различна грешка. Некој прави грешка во количината на храна, некој во времето на јадење, некој во стилот на јадење. Кога ќе дојдат кај нас, пред се разговараме со луѓето што е она што тие сакаат да го постигнат, како тоа да го внесеме во нивниот дневен распоред, да му е поедноставно. И сега, во зависност од она што треба да се постигне, луѓето почнуваат од различна фаза. Прво, значи постојат овдека колку што гледам 5 фази. 5 фази. Така, добро. Значи првата фаза е фаза на чистење.
Тоа е активна фаза. Активна фаза во која луѓето влегуваат во така наречен процес на стручно кажано кетоза, каде што во организмот внесуваме само протеин и тој ги троши сопствените масти и шеќери што се наталожиле од претходната исхрана. Таа е медицинска фаза, бидејќи продимет во принцип значи протеинска медицинска диета. Во таа медицинска фаза е тој момент каде што ги чистиме тие вишок на холестерол, вишок на масти, крвен притисок, физички проблеми од аспект на целулит кој често знае да се јави кај жените. Колку трае првата фаза? Првата фаза трае индивидуално, зависно кај секој. Во принцип, во неја треба да се изгубат 50% од она што сакаме да го изгубиме како целна тежина. Значи, ако се тоа, да речам, 10 килограми, 5 килограми треба да изгубиме во прва фаза. Обично тоа може за месец дена да се постигне, да речеме. 5 килограми може да се постигне за помалку од месец дена, со сигурност. Може и за недела дена, ама може и за месец дена. Но тука секогаш ме бунело за првата фаза, значи уште имаш да збориш, стои тоа, но сум приметил, секогаш кој ќе се ставиш на режим на исхрана, многу брзо почнуваш да губиш голема тежина. И одеднаш после неколку денови застанува. Ти продолжуваш со редуцирана исхрана, со зголемени вежби, а не мрда. И обично тоа се тумачи. Губиш течности, но додека да почне фазата на автофагија, тоест организмот да ги троши масните наслаги, тоа е, мислам, најголемиот подвиг што треба да се почне. Тоа која ќе почне, мислам, наградата е многу добра, затоа што стануваш са бајле и гледаш си изгубил килограм. И викаш, што е ова? Стануваш после 2 дена, застануваш на вагата, уште 1 килограм. Значи, не чекаш она, не знам, бесконечен период за да гледаш резултати, што се вика. И за месец дена ти си во Зара, купуваш нешто фенси. Тоа е голема награда, шега на страна. Значи, таа прва фаза, губењето течност, влегување во кетоза и почнување на растворење на наталожените. Значи, прво, кога луѓето ќе дојдат кај нас, ја носат крвната слика. Ја разгледуваме крвната слика, потоа се мериме на специјална вага. Мислам дека и на претходната емисија сме ја зборувале вагата. А зошто ми е битна вагата? Најмногу заради базалниот метаболизам. Кога јас ќе го видам метаболизмот, ќе видам колку е брз или спор и најдобро можам тогаш да ви кажам колку време ќе трае вашата прва фаза, дали тие 5 килограми ќе имате шанса да ги изгубите за 2-3 недели или можеби ќе ви се потребни 4 недели. Кога ќе го видиме... Базалниот метаболизам, мој колку беше, памтиш? 1600 килокалории. Да, а рамен на 75 годишен. Да, метаболистичките години беа... Метаболистичките години мој се 75 години, што значи не можам исто како другите и лесно тало. Тоа ми беше доста... Во принцип, метаболитичките години значат на која возраст таа машина го детектира телото, ама во принцип на кој начин го детектира тоа спрема транспортот на материи во организмот. Ако имаме прекумерна килажа во организмот, имаме отежнат транспорт на материи, имаме вишок на масно ткиво, тоа ткиво исто така го кочи тој процес на транспорт на материи и сега го детектира организмот како постар, исто тука и физичката оценка зависно имаме вредности од 1 до 9. Луѓето на денешно, ако 4 е нормална физичка активност, голем број на луѓето имаат под тоа ниво. Исто, ако 50% во организмот треба да ни биде минималната содржина на вода, значи која ја детектира вагата, кај луѓето кај сите е 40%, значи немаме доволно вода. Самата вода помага во циркулацијата во метаболитичките процеси на организмот. Слаба физичка активност, сме го спореле самиот метаболизам и вагата го детектира како многу постар организмот, бидејќи тие сите процеси се случуваат кај организмот со текот на старењето. Сега ние што одлучуваме со стилот на живот да си ги донесеме и да си функционираме така од пред време, тоа е веќе наш избор. Значи, првата фаза е фаза она иницијална и многу брзо тогаш организмот може да влезе во
да почне да ги користи или потребна му е така нареченото 4 до 5 дена прилагодување за да почне мастите наслаги, за да вади таа енергија што му е потребна. Спомна кетозата, спомна аутофагијата. Значи, кетозата е уствари почетен стадиум на аутофагија. Значи, тие две работи се блиско поврзани. Во првата фаза, кога веќе јадиме само протеин, зашто храната ви е дехидриран млечен протеин со надополнети витамини и минерали. Дополнително смее да се јади изобилство на зеленчук, зелени салати, краставици, домати, печурки, тиквички, модар патличан, и што им твојата Милена, што им душа сака. Во таа фаза ни треба зависно која е килажа, со која почетна килажа почнува одреден човек. Во принцип треба ден, 2, 3, бидејќи ние внесуваме протеин и организмот ги троши мастите и шеќерите кои ги имаме наталожено. А што прави со протеинот? Сега ќе го се вратам на тоа. Сега ние сепак овие претходен ден или два сме јаделе одреден тип на храна, која таа храна уште се вари, имаме одредена количина на шеќер која уште се работи од самата храна. Тоа што сме го јаделе може и со денови да ни треба да го допотрошиме. Па да, добро, значи сватено. Ден, два ни треба самиот организам да влезе во таа фаза каде што прави енергија од мастите во организмот, а не енергија бидејќи веќе се истрошуваат шеќерите и тие први ден или два можда и во нив се губи најмногу килограми, после тој втор ден што викам, бидејќи кога ќе почнат да се разлагаат резервите на гликоген кои се наоѓаат во хепарот, во црниот дроб. Тие врзуваат вода, зависно од склоноста на телото. Повтори го ова уште еднаш. Во црниот дроб вишокот на шеќери се таложи како гликоген, исто и вишокот на масти. Гликогенот врзува вода, значи во организмот 1:1 или 1:2, 1:3, во зависност од тоа која е склоноста на телото да држи вода. Кога ќе почне тој гликоген да се разлага во организмот, таа вода пополека почнува да се исфрла. И тоа е тој момент кога првата недела ние се случува да имаме рапидно губење на килограми. Дел од тоа се реални килограми, реална телесна маса, дел е таа вода која што сме ја држале на собрани во организмот, што всушност диуретички ефект. Апсолутно диуретички ефект и тука доаѓа до еден момент на често пати се регулира крвниот притисок кај самите луѓе, бидејќи кога имаме вишок на резерви, тие вишок на резерви држат вода и автоматски луѓето се чувствуваат како надуени и качуваат притисок. Кога ќе почне тој процес, кога ќе почнат не само резервите на масти и шеќер, резервите на вода кои сме ги таложеле како отоци во организмот да ги исфрламе, почнува самиот процес на кетоза и веќе тука степен по степен се разлага гликогенот, се разлагаат мастите. Зошто е битен протеинот? Протеинот во самата приказка е доста битен, бидејќи со реална храна или со регуларна храна ние не можеме да направиме еден тип на такво целосно очистење. Зошто? Бидејќи доколку сакаме да јадиме, да речам, 10 дена чист протеин и да го исчистиме организмот, да не внесуваме масти и шеќери, тоа може да го направиме практично па само ако внесуваме печурки. Никој не би можел да издржи 10 или 15 дена само на еднолична храна. На еднолична храна, бидејќи секој друг и да ќе речеме... Овдека збориме за секакви вкусови, не знам што е ова. Манго, сок, добро, ова е за последната фаза награда, овие благи без шеќер, ама ова е откако ќе ослабиме, кога ќе завршиме, не знам, супа со кари, овие протеински омлети и така натаму, едноставни се за спремање. Добро? Едноставни се за спремање, на секоја кутија имате декларација со тоа што и како се спрема. Но, нели, стално збориме дека ваквата храна спремена у кесички, ова е во кесичка една спремена, еден оброк се раствара во вода, без подготовка посебна и веќе го имаме производот. Дали е ова здраво? Луѓе викаат, ова е нешто хемија, ова е нешто страшно и така натаму.
Апсолутно е здраво, зашто храната што е тука, прво е холандски бренд, значи нешто што е сертифицирано. Значи знаеме каде му е потеклото, што се, кој се и од каде се, Кој има на ниво на Европа, Лондон, има голем број на специјализирани продавници. Второ, за да имаме било каква дозвола и да смееме да работиме, ние полагаме специјални лиценци во Холандија, со кои сме стрикно обучени за типот на храната, кој се смее да го користи и апсолутно смеат да го користат сите луѓе. Единствено не сме да го користат луѓе кои се на инсулинска терапија, бидејќи тие мора да внесуваат одредена количина на шекер заради инсулинот кој го внесуваат. Но во секој случај, овдека како разбираме дека, еве, имаме прва фаза, па имаме втора фаза, трета фаза и така натаму, да ги објасниме на кратко и фазите, но битно е, се во ова може човек да го прочита, ама сам не е препорачливо да го презема да го прави. Не е препорачливо, бидејќи луѓето прво не знаат од која фаза да почнат, не знаат ни колку време треба да се задржат на една фаза. И што е битно, кога во првата фаза јадиме зеленчук и протеин. Значи таа е единствена фаза која е апсолутно рестриктивна фаза, која е фаза најмногу за да го исчистиме организмот. Не сме ние константно на целосно ваква храна, него степен по степен си се враќаме ние на регуларна храна. Поентата во првата фаза е само да го исчистиме организмот од она вишокот што се наталожило и што не може да се успее да се направи со регуларна храна. Тука е разликата на оваа диета со сите останати диети и зошто е таа диета во предност. Да, и луѓе често пати успеваат прва фаза дури и сами, ама ја утнуваат втора фаза, што понатаму и не им успеваат диетите. Во втора фаза веќе враќаме месо, риба, јајца, веќе ги враќаме мастите практично во исхраната. Точно им кажувате, им запишувате. Знам дека мене ми запишувавте какви оброци, колкави оброци, што да внесам и така натаму. Смеат после да јадат било какво месо, било каква риба, битно е нели да не е тука веќе станува збор за начинот на припрема, да не е нешто пржено во голема количина на масло, треба да се јади печено, варено месо, месо на скара, да биде тоа до 200 грама и да биде во комбинација со салата. Значи го учиме сето тој процес. Тоа што викаме во комбинација со салата, кога на нашето поднебје ние сме навикнати да си јадиме мефце со ориз, мефце со компир, значи практично. И ова уште збориме за активните фази. Да, за активната втора фаза. Активната втора фаза. Значи првата фаза чистиме и исклучиво јадеме чиста протеинска храна. Исхрана и зеленчук. Така. А во втората фаза внесуваме постепено и нормална исхрана и така натаму. Во овие две фази ли е главното слабење или тоа продолжува и во преодните фази? Луѓето го дефинираат дека е најбрзо слабењето во првата и втората фаза, ама нема тоа, има поврзано со фазите и со начинот на исхрана, но има малку и поврзано со тоа што како што се намалуваат килограмите, така постепено се намалува и слабењето. Сега во првата фаза луѓето практично најбрзо се слабе, а потоа се олабавува, паѓа нивото. Ама се слабе во сите фази. Само не со истиот интензитет. Не е исто да тргнеме да слабееме, да речеме, од 80 кг до 70 и да слабееме од 70 до 60 или од 60 до 50. Колку е по твое искуство најдолгата активна прва фаза што сте имале со некој пациент? Оти знам дека сте имале пациенти со многу килограми, зборам преку 150 килограми. Имаме доста пациенти и она што јас ги учам или ние во доктор Робинсон, нашата политика е кога луѓе сакаат да стигнат повеќе од 30 кг или 30 кг, да го направиме во тој еден процес на рати. Зошто? Не дека не може да ги изгубиме тие 30-40 килограми одеднаш, него не треба да гледаме само на или на физикусот, него треба да го запазиме и онај здравствен домен, дека не треба да му се прави шок на организмот да има одредено слабење наеднаш од 30 од 40 килограми, бидејќи подобро е да оди постепено. На кој начин го правиме тоа? Обично слабееме прво, на пример, 15 кила. Нормално со договор има луѓе што си одбираат дека сакаат да ослабат наеднаш 20 кила, бркаме некој рок, било дали е свадба, некоја си прослава или слично. Невестите? Да, и го правиме тоа во нормално за трудни невести не може. Во склоп на самата програма, ама во принцип гледаме тоа да се
нарати. Сега кога ќе речам нарати, тоа не значи дека сега вие сте на одредена исхрана, да речам месец и половина. Да те парафразирам, Бисера. Значи, идеме активна фаза, па нели спуштаме другите фази со преодни, па после извесен период на стабилизација, повторно пак идеме во активна фаза. Така ми кажеш и да речеме за едно... на стабилизација сте под наше водство. Значи, ние сме долгорочни пријатели во текот на завршување на цел процес. Дали ќе го цепкаме времето, дали тоа ќе трае 5-6 месеци, дали ќе трае 1 месец, и понатаму ние контактираме, зашто и во тие 2 месеци нели не може да го ставиме човекот сам на себе, сега ослабевме она што сакавме да го постигнеме за 2 месеци. Во останатиот период си добива тој наши препораки како понатаму да продолжи да се исхранува, што да јаде, како да јаде, има слободно можност да се јави, луѓето знае да ги фати криза, да ги фати криза за благо, да ги фати криза за одреден тип на храна, нели се социјализираме, некој јаде ова, некој јаде она, веќе тука го имаме и психолошкиот момент. Затоа сме ние тука во текот на цел тој процес да научиме што како понатаму и како со она регуларна храна која ја имаат и како да ја конзумираат. Мислам дека у кадар имавме и телефонот за контакт кој е. Интересно е дека во вашиот Health Club исклучително со вашиот колега го елабориравме и многу луѓе го искористија во овој период малку на ова изолација, тоа е ришито како добар, можеби најдобар имунобустер. Дали он на некаков начин може да учествува во процесот на овие диети и така натаму, или е едноставно баш добар кога организмот е во онаа прва шок фаза, добар е да му го држи имунитетот на едно повисоко ниво? Добар е од повеќе аспекти, бидејќи луѓето најчесто со прекумерна килажа, кажавме, имаат проблеми веќе со црниот дроб, замастен црн дроб, ришито еден од најдобрите природни чистачи на црн дроб и панкреас. Производот е 100% природен, значи нема додатоци, бои, ароми и конзервации. Во таа прва фаза каде што немаме нели конзумација на овошје, сепак треба да се надополнат тие витамини и минерали, независно од колку храната има, сепак и независно од тоа колку зеленчук јадиме, сепак треба тие витамини и минерали да се надополнат, ги надополнуваме токму со ришите или со мултивитамините на Продимет. Сега во овој период поконкретно со ришите, бидејќи тие имаат голема потрошувачка имавте. Ја како што гледам дека тоа на страна ние што можеме да си правиме пиар и да го фалиме, што ни е убав производот, луѓето добро го проучија и нели можеш на кратко да некого замаеш и така натаму, но го препознаа овој производ дека е навистина прилично добар. Со овој производ постоиме на пазарот практично повеќе од 10 години. Ако нема квалитет, не може толку да се опстои, бидејќи вие може да идете да купите едно пакување, ако вие сте апсолутно незадоволни, нема повеќе да се вратите пак, па тоа ќе го кажете на своите блиски, автоматски тоа е еден процес на... Морам да признам дека ја бев најголем скептик за некакви си алги вадени од море на 8000 метри длабочина и така натаму, но со решиво добро. Да, решито е медицинска печерка, алтернативна медицина која се користи долг временски период, исклучително доста помага и во дигестивниот тракт кога сме... Преку вас се запознав со еден нов продукт, пардон, не е продукт, туку се работи за една трева, бидејќи најчесто проблем во слабењето и користење на многу протеини е нередовното празнење на цревата. Индискиот тегавец или псилиумот, едноставно откако почнавме да го комуницираме овдека и да го збориме, експлодира кај нас на пазарот и луѓето го земаат. Што е тоа чудо со оваа трева, која делува и како лаксатив и како регулатор на варењето? Ја не престанав да го користам и можам да признам дека е едно од најдобрите работи што сум ги открил во последно време. Псилиумот, индиски тегавец, плантаго-вата, всушност е пребиотик. Значи, имаме тука два термини, пробиотици и пребиотици. Пробиотиците, нели знаеме дека се оние апчиња кои се внесуваат
да направат колонии во диестивниот тракт, да ги надополнат оние бактерии кои со процесите на инфламација, диареја, констипација, со употреба на антибиотиците се уништуваат. И сега пребиотиците се всушност представуваат влакна, кои влакна представуваат храна за таа нормална бактериска флора која ние имаме во цревата, која е исклучително важна за ферментација на храната. Само прво објасни. Што е псилиум? Псилиумот се всушност влакна. Не. Самиот псилиум е трева. Така. Плантаговата индиски значи, тегавиц. чиста работа, не. Сега, конци, луѓево, знаеш како си имате, чекај, шо сега, ткаете конци, па ги сецкате конците, па ги мешете каша и ме тераш да јадам конци. Значи, да се разбереме, што е псилиум во суштина? Тоа е природна, обична трева која не сме ја користеле. Индиски тегавец се вика, така? Да, индиски тегавец, природен производ, природно растение, кое го формираат во форма на капсули. Тие се всушност влакна, значи она што ти го кажа не се како влакна за јадење или било што. Сега тие влакна, растителни влакна се храна за нормалната бактериска флора, цревна флора која ние ја имаме во цревата. Исклучително битна, бидејќи ако немаме добра цревна флора, значи немаме добра ферментација на храната, немаме добра апсорбција на сите витамини и минерали кои влегуваат во храната. Ферментацијата исто така е исклучително битна за исфрлање и самите бактерии за исфрлување на токсините од цревата. На денешно време сме изложени под голем стрес. Стресот знае да влијае врз таа бактериска флора која имаме во организмот. Значи тука се сите тие инфламации, вируси, заболувања, проблеми со столицата на кои со консумацијата на псилиумот, значи ја подпомагаме таа флора да си функционира нормално, да си има доволна храна за сама по себе да биде силна. Значи тоа е она нормална цревна флора, да не се разбереме погрешно, бидејќи тука се веќе клепсиела, хеликобактер, тука е ширхија коли и може малку да ги збуниме граѓаните. Значи и тие бактерии се 1 до 10% дел од нашата нормална флора и се добри бактерии додека се во таа концентрација. Кога ќе се надмине таа концентрација, тие веќе знаат да направат проблем и нели се бориме, викаме имаме ширихија коли, тоа треба да се регулира. Оно што го забележав кај псилиумот, ова е во капсули кај вас е малку порафинирано, медицински поподготвено и така натаму. Тука псилиумот е во форма на симбиотик. Значи Што значи симбиотик? Симбиотик значи кога имаме пре и пробиотик заедно. Значи тоа се нова генерација релативно понова генерација на производи каде имаме пребиотик, значи имаме дел колонија од оние бактерии кои ни се потребни и храна, односно псилиумот за тие бактерии, за да имаме еден производ на кој не може да влијае ни стресот, ни инфламацијата, ни воспалението, да ја уништи таа бактерија. Ако добро погледнеш на самата паковка, значи ќе видиш дека тука не има само псилиум, него има и лактоспори, тоа се тие лактобацили, односно тоа е пробиотикот. Зумири го. Исклучително добар е псилиумот, бидејќи тој е една од оние компоненти која помага и при состојба на констипација и при состојба на диареја. Регулација. И на двата моменти. Исклучително многу во последно време се користи кај луѓе што имаат канцер на црева, посебно на дебело црево, кои имаат проблем да ја регулираат столицата после завршување на цел тој оперативен процес, значи тоа е процес од година дена и она што најчесто им се дава на природна база е токму псилиумот. Исто често пати неверојатно сегде веќе по маркети може да се сретне псилиумот. И она што сум го забележал, бидејќи го имам, го проучив, навистина ме фасцинираше во рамките на диетата, вие ми го дававте и обично луѓе користеа други лаксативи и така натаму заради протеинот од тие посува храна, па знае да создаде грчеви. Ова создава едно природно чувство на празнење, без паника, без грчеви и така натаму. Но експериментирав ја малку со него, потрошив доста пари, купував разни псилиуми, и вашите капсули ги трошев. Значи, кога ќе подготвев, например, некој сок, за да го направам некој
по-густ од вашиот, например, супата да си ја направам уште по-густа, например, оваа супа понекогаш ја правев како сос, а не како супа, да биде уште по-густа, користев псилиум, за да ја користам со печорки, па да ми биде така. Но интересно е дека да го ставиш псилиумот во вода, он некако ја абсорбира водата и создава една маса. И тоа е интересно дека и самиот псилиум, додека земаш еден оброк од овие, самиот псилиум не само што ќе ти регулира, него и дава едно чувство на ситост. Ме интересираше, викам, колку можеш да го користиш, бидејќи секоја материја постојано кога ја земаш, може да создаде проблем колку и да е здрава, најздрава да е. Не да е, па треба пауза да направиш. Оно што забележа, псилиумот е дел од кујната, као што е карито, на индиската кујна. Они го ставаат во најобични постни супи, што се вика, за да им даде густина. Како природен густин. Да, како природен густин. Има една мана, што освен што ја врзува водата, го врзува и вкусот. Значи, бара малце или ментален напор, бидејќи оној убав вкус, нели, што сакате, она джидже, соленкото, ово, псилиумот ќе го абсорбира. Викам, ако он тоа го прави во стомакот, уште поубаво. Значи, фасциниран сум, претходно ришито, нели, ме овакво, но псилиумот очигледно изгледа и игра малце поголема улога од што си мислевме. Има голема улога и во тоа што кај луѓе кои имаат проширен желудник, што се научени да јадат голема количина на храна. Кажи Јанко, крши тебе. Што се навикнати да јадат голема количина на храна. Збори за мене, да знаете. Луѓе кои се, тоа се вика Јанко. Псилиумот помага кога ќе навлезе во желудникот да направи една конзистентна смеса, која на некој начин ќе го наполни желудникот и подолго време прво ќе се чувствуваате сити и ќе го спречи оној процес на прејадување, бидејќи проширен желудник бара храна за тој желудник да се наполни и да стаса информацијата до мозокот дека тој организам е веќе сит. Имаше доста и научни истражувања за псилиумот, дека се користи исто и во третман на улцеративен колит, кај иритабилни црева, кај хронова болест. 70% од третираните во рок од 4 месеци кои имаат улцеративен колит има многу добар позитивен ефект. Што е тоа улцеративен колит? Колит е болка, знам, или колика? Аз извинам, ги смешам. Тие се во принцип заболувања на дигестивниот тракт на цревата. Добре. Значи, кога имаме било каков тип на заболувања, токму помага псилиумот. Исто се прави нови научни истражувања на кои укажува на тоа дека делумно помага и во регулирање на апсорбцијата на масти и апсорбцијата на шеќери од храната, од аспект на тоа што кога ќе го внесете вие во организмот, таа смеса која тој ја прави овозможува постепено варење на храната, со тоа и постепено ослободување на шеќерите, што е многу битно, зашто за панкреасот добро. Да, значи нема вишок наплив на гликоза во крвта, наеднаш лачење на голема количина на инсулин. Добро, ова е фасцинантно, оваа синергија со псилиумот, со протеинската исхрана. Значи, сериозно медицински проучена диета е ова. Ова не е играчка, некој импровизаторска, кликбейт или она популистички алат, некој шоп брзо, ваму, таму и така. Нема магична формула, бара напор, ама резултатите здравствени и ефектите се големи. Уште 1920-та година исхраната во принцип базирана без шеќери, на протеинска исхрана, се користи во некои центри во Америка, посебно во центрите за третман на епилепсија. И е докажано дека драстично го намалува бројот на епилептични напади. Ајде, не ја лекува болеста. Значи сега. Да бидеме чисто, не ја лекува болеста, него го помага менаџирањето на самата болест. Од аспект на тоа дека луѓето кои се епилептичари му го намалува бројот на напади кои го имаат, а со тоа му го подобрува и самиот квалитет на живот. Значи, тука е поврзаноста на шеќерот, храна за мозокот. Храна за мозокот. Значи, овде не збориме само затоа ова се вика медицинска. Не е ова некоја популарна диета на ваков или онако. Оваа диета
всушност не само што предизвикува таа автофагија и слабење, што е најбитното за нас од една, да речам, нашето его, естетика и така натаму. Треба пред се да е здравствената состојба, се но извинувам. здравствената состојба што ја, бидејќи луѓе се плашат од диети, а ќе се разболам и така натаму. Овдека збориме па сосема спротивно. И точно се согласувам. Постојат милиарда диети денеска на пазарот, од кои таа милиарда барем 90% се нездрави. Се нездрави. Но ова, еве, јас сум толку години ваш пациент, и јас сум од тие што се клатат, иако никогаш не се вратив на моите страшни 120 и кусур килограми, но откривам многу сегменти на подобрување на здравје. Ја не би можел и не смеам да кажам, не знам, лечи рак или лечи ова или лечи она, но ја можам да кажам дека сум се крстал 10 пати од луѓе сведошта нивни кои ми кажале на овој третман какви позитивни последици имале за тешки заболувања кои ги носеле. А отишле, вика, отидов само да ослабам, вика, или како рече за бабата, за колк се спремал за операција, кога видел, му исчезнало тоа, му се регулирало ова, хронични заболувања му исчезна. Значи, колку нашата нездрава исхрана, значи буквално начинот на исхрана е еднакво на нашето здравје. Здравата исхрана е исклучително битна. Сега да не ги збуниме малку гледачите. Значи, кога зборуваме за здрава исхрана или конкретно за диета, тоа не значи дека имате вие доживотна конзумација на овој тип на храна, него ова е тип на храна која го чистиме организмот и потоа со наши препораки одиме со исхрана која е индивидуално спремена лично за вас, која понатамошна исхрана ќе ви помогне во одржување на килограм, регулирање на параметри на крвна слика, менаџирање на различни здравствени заболувања, бидејќи има и одреден тип на здравствени заболувања кои не се легуваат. Него се менаџираат, што значи менаџментот? Значи дека го подобруваме квалитетот на живот со таа конкретна состојба. Сум забележал дека жените во години им се случува една работа, можат да делуваат атрактивно, но најчесто нивниот најголем проблем е кога влегуваат во менопауза, кога влегуваат во климактериум, тој хормонален дисбаланс тој е многу тежок период, вистинско мачење кај жените. Згора на сето тоа, често им се јавува тој ефект на подуено меш. Жените не се здебелуваат, но едноставно како метеоризмот го забележав дека го има се повеќе и повеќе и малце го проучував. Дали псилиумот може да гледам дека нема никаков третман и лек, едноставно само намалување на тоа е едноставно дуење на организмот. Често пати го може тој и да кај мажи да се види. Го гледаш дека има нормална фигура, слаби нозе, слабо торзо и така натаму, а мевот е едноставно подуен. Имаш ли некакви сознанија дали псилиумот може да помогне во тоа или тука бара една сосема друга, да не отвараме сега на емисијава? Ќе кажам само кратко, кај жените падот на естроген во текот на менопаузата резултира со зголемување на висцерални масти околу стомакот, па за некои 4 месеци може да се накачат тие за 10%. Само со самото тоа се намалува исклучително метаболизмот. Најчесто знае да се појави одредена гранична состојба на шеќер, па тука се појавува нивото на може да се јави покачен холестерол, може да се покачи крвен притисок, бидејќи тој е хормонален дисбаланс и го прави своето во организмот. Каде може да помогне псилиумот? Псилиумот може да помогне во забрзување на метаболизмот и подобрување на дигестијата, бидејќи со самата менопауза доаѓа до еден пат на метаболизмот и во принцип жените за година дена знаат со истиот тип на исхрана која претходно се исхранувале, знаат да качат дополнителни 10 килограми и тоа најчесто се тоа во обем на струкот во вид на масти. Сега псилиумот може да помогне да се нивелира тоа ниво на холестерол, значи што За друго зборев. Да, те разбирам, го елабориравме што може да направи псилиумот. Ти зборам, разлика од сабајле до вечер. Зборам. Значи излегува рамна, се враќа подуена, сабајле станува рамна. И тоа многу жени го имаат тој проблем,
го имам и на форуми нивни читано и така натаму. Често пати мене ми се случува до и така натаму, нели, па користам некои пробиотици да се намали таа количина на гасови, но очигледно ова е некоја друга тема. Едно мора да заклучиме, барем тоа моето искуство, и би сакал да чујам тебе стручно, ни животот нам ни се менуваат и навиките. Ако гледаш еден тинеџер, ја преку тинеџерите, кои можеле да изедат на 15 години два огромни бургера од овие најдолнава класа, преполни со компири, со кетчап и мајонеза, и тоа ништо да се почувствува од нив, самите веќе не можат на 25, па на 30, па на 40 години, едноставно веќе не можеш. И самиот организам ти бара да ја промениш начинот на исхрана. Едноставно, треба ли да се насочуваме спрема годините и што и како ќе и колку ќе конзумираме? Бидејќи некои работи што не сум можел да ги смислам, сега можам да ги конзумирам. Некои работи што сум можел да ги конзумирам, например, порано можев риба, сега ја риба не можам да ставам. Мислам дека алергиска реакција имам од риба. Едноставно, иако ми е перфектна мене за мојата диета, но затоа например, некое месо кое не сум можел порано како пилешко, сега можам да го, или брокулата која не можев да ја смислам, сега ми е добро утро, можам за појадок да ја јадам и така натаму. Зошто се случува таа промена и дали се согласува со тоа или ова е чисто некој психолошки момент? Значи, годините и каква храна ти е потребно? Сега вака, децата се релативно повеќе се движат, имаат многу поголема физичка активност. Со текот на времето, физичката активност на луѓето со годините се сведува на минимум и она време го имаат да си го посветат себе си. Значи, тука доаѓа одењето на работа, па после идат децата, обврски со децата и луѓето веќе го сведуваат на минимум она физичка активност која имаат. Пак ќе кажам, честно исклучоците, бидејќи има луѓе што си се трудат и малте не се функционираат нормално. Со текот на годините треба да се менува храната од аспект на тоа што прво, како што старееме, така го намалуваме ни се намалува сопствениот метаболизам и треба што повеќе да внимаваме на исхраната. Како деца сме имале многу побрз метаболизам, повеќе сме се движеле, сме биле цело време активни, сме можеле да се дозволиме да јадиме многу поголема количина на храна од она што може да се дозволи да се јаде со тек на време. Претходно нели ги спомнавме и жените после 30-тата, 40-тата година, повеќе од 75% од населението според статистички податоци на таа возраст има покачена килажа. Значи веќе и организмот си го прави сопственото. Сега што треба да направиме во таков случај? Тогаш луѓето, значи најчесто знаат да посегнат по терапија, било дали е жените хормонска терапија или најдобро е да дојдат да се консултираат, да видиме каде е конкретниот проблем што се случува, да направиме еден начин на исхрана кој ќе биде прилагоден на нив и ќе може да се менаџира таа состојба, бидејќи де факто менопаузата не е состојба која може да се избегне, него треба да научиме како да живееме со таа состојба, како правилно да се храниме и што треба да правиме на природен, здрав начин, за да не дојдеме до зголемување на килограмите или некој здравствен проблем проследено од истите. Со текот на годините нели веќе се намалуваат и оние ензими кои ги имаме во организмот, кои го држат човекот млад. Треба апсолутно да внимаваме и на исхраната, да јадиме повеќе свежа храна, да јадиме протеин. Протеинот го држи мускулното ткиво во телото, значи нема опаѓање на телото, на ликот, значи колку протеинот има 20 сега не секој протеин, ама има голема количина на аминокиселини кои се битни за составање на колагенот и еластинот, не само на кожата, битни се и за конституцијата. Затоа ги имам ја комплиментите дека ја изгледам сега подобро, не само постап, туку и подобро од пред 10 години, заради внесувањето на протеини малку повеќе за сметка на масти и шекери. И луѓето, моја препорака е дека треба малку да внимаваат повеќе да пијат вода, со теков на времето
Оно што можам да го кажам, мислам дека секој човек има најголем проблем со конзумацијата на течности, конзумацијата на вода и навиката да немаме апсолутно никакво движење. Сега рачунајте ако вие не сакате воопшто да се движите, која е количината на храна што вие треба да ја изедете ако имате базален метаболизам од 1200, 1300 или 1400 калории, а не сакате ништо вишок да потрошите. А едно диетално вакво барче има 170 калории се тие, останатата храна е по 80-90 калории. 158 калории. А овие се по 80-90 калории. 80-90 калории. А едно е оброк. Да речеме, едно вакво на ден за конзумирање. Ама некој ќе рече скапо е, ама кога ќе земеш колку нема да купуваш храна, колку лекови ќе се откажеш и кога ќе ја направиш таа математика, а ја ја направив, ја бев само плюс, никако минус. Така што да, добро е. Луѓето имаат избор, значи ние работиме и со регуларна исхрана, работиме и со исхрана дел да биде продимет, дел да е регуларна исхрана, значи имаат опција да изберат на кој начин и што сакаат да постигнат. Значи ние сме затоа тука отворени да ги се слушаме и да му го понудиме баш она што им треба нив. Што е само ова за крај, бара голема дисциплина во првата фаза кога иде, а тоа е исклучување потполно на било какви шеќери од исхраната. Но сепак ова има калории. Како сепак организмот доаѓа во таа состојба на кетоза и зошто мора тоа да биде под надзор, туку не сам човек да го прави. Таа кетоза е уствари, ако разбрав добро, состојбата кога организмот веќе нема шеќери да ги користи директно што ми доаѓаат од храната, туку мора да ги топи масните наслаги за да вади гликоза, шеќер што му е потребна како енергија. Апсолутно точно. Со хранава тука тие внесуваат практично околу 50 грама на протеин на дневно ниво. И тие сепак внесуваат одредена доза на шеќер, но тоа се шеќер под 20, под 30 грама, бидејќи одреден тип на зеленчук сепак има одредена количина на шеќер. Но таа количина е минорна, значи минимална количина. Со внесувањето на чист протеин, организмот си ги троши резервите на шеќер и на масти во организмот. Сега, некојаш луѓето знае да ги фати паника, тоа е па како ќе функционирам јас, шеќерот е храна за мозокот, и сите тие работи. А ти си вреќаш шеќер, само треба да почнеш да трошиш. Не само тоа, сега луѓето викаат, добро, ама јас ќе ја истрошам, вика таа количина за тие 10 килограми што ќе ги ослабам и што после. Значи, организмот си има собствени процеси. Глуконеогенеза е процес кај што организмот од протеините или мастите, значи од неаглехидратна компонента, значи компонента која не е шеќер, може да направи глукоза или шеќер за потребите на организмот. Каде го прави? Во црниот дроб? Крепсов циклус, црниот дроб и сето тоа да стаса, значи онаму каде што е потребно. Тука е тој момент кога луѓе... Мислам, ова у хемиска лабораторија ти треба огромна за да го направиш, така? Од како рече, неаглехидратна компонента, да се створи јаглехидратна компонента, односно глукоза, кога би го правеле тоа, студиово би го наполниле со епрувети, со процесори на филтрација, за да дојдеме од тоа до тоа, а ова организмот може да го направи сам. Мислам дека денеска не знаеме што се може да направи организмот, зашто мислам дека голем дел од работите не се ни скроз доволно проучени, може нема ни да бидат никогаш проучени, зашто имам голем број на ензими кои се уште не се познати на науката и можда и никогаш нема да бидат. Приказната е тука дека организмот е на совршена креација, си има своји методи како и што да направи. Ние треба само малце од малце да му помогнеме, глобалната работа ќе си ја заврши апсолутно сам тој. И сега е битно, нели знаеме, кога и во колата клаваме лошо гориво, може не по 10, по 15 години таа кола ќе се расипи, исто е со организмот. Трагедијата е, знаеш што, луѓето повеќе пазат што ставаат во своите автомобили, одошто во своето тело. Бисера, многу ми беше задоволство, не е ова прво наше интервју, и повторно учам од тебе. Те молам, продолжи со својата надградба и ќе се радувам на следното наше видување. А вие, почитувани гледачи, ако
сте паметни, ако имате волја, ако имате храброст, послушајте ги овие совети. Сигурно ќе имате позитивни и добри резултати. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.